За ифтар може во џамија, за духовден не може на гробишта. Зошто владата е за едни мајка, за други маќа, прашуваат верниците. И тогаш, и сега, COVID-19 беше присутен. Дали власта има двојни аршини? За повикот на Повардарската епархија, начело со владиката Агат Ангел, православните верници од местата кои се под таа епархија на место на гробишта да одат во црква. Основното јавно обвинителство експресно реагираше по допрен глас. Додека за исламската верска заедница, односно за рейсот Сулейман Реджепи кој во неколку наврати ги повика верниците да излезат во џамиите и се закани дека земјава ќе биде Бангладеш. Обвинителството немаше никаква реакција. Од Ојо, на прашањата на Алфа, зошто селективно и различно се гледаат овие два случаја? До почетокот на овие вести, одговор не добивме. Дека власта прави огромни разлики на Истафе и митрополитот Преспанско-Пелагониски Петар. Ригорозните мерки кои повторно се воведоа за голем православен празник, владиката смета дека создаваат поделеност меѓу верниците. Со сличен став е и портпаролот на синодот МПЦ Охридска архиепископија Тимотеј. Тој вели за верниците од неговиот Дебарско-Кичевски крај. Црквата е отворена. Црквата им порача на сите верници кои нема да можат да одадат почит на гробиштата, да дојдат било кој друг ден на молитва. Овој викенд црквата празнува за Душница. Денеска и утре кога им се оддава почит на упокоените. Во недела е Духовден, што се смета за роден ден на црквата.